Почитувани гледачи, добар ден. Време е за отвореното студио на телеканал А1, во кое денеска зборуваме на тема енергетски ресурси. За таа цел, мој и ваш денешен гостин во студиото е господинот Крсте Миладинов, директор на Македонски енергетски ресурси. Господине Миладинов, добар ден и добре дојдовте во отвореното студио. Добар ден. Поздрав до вашите гледачи и секако пред се благодарам за поканата. Така. Завршена е изградбата на делницата од гасоводот од Клечовце до Штип, па еве кажете ни која е должината и вредноста на оваа делница, но пред се и кое е значењето? Да, пред 5-6 месеци заврши изградбата на магистралниот гасовод Клечевце Штип, во должина од 61 км. Вредноста на овој гасовод е околу 60 милиони американски долари, односно тоа е завршување на долгот, на клириншкиот долг од Руската Федерација према Македонија. Кој е значењето на овој гасовод? Значи, магистралните гасоводи точно се делови, делницата е Клечевце Штип, но представува еден сегмент кој опфаќа целата гасоводна мрежа во државата. Што е првиот сегмент кој почнува гасот да доаѓа во Источна Македонија. Така. Следен крак е Штип, Неготино, Кавадарци. До каде се работите на оваа делница? Така. Изградбата на оваа делница започна пред 5 месеци. Веќе се изградени преку 50% од магистралниот гасовод. Сме веќе на праг на Кавадарци. Се очекува до крај на оваа година да заврши изградбата и на овој магистрален гасовод. Исклучително важна е делницата Штип Радовиш, Струмица, Гевгелија, со оглед на тоа дека токму таа ќе овозможи поврзување со Грција. Како што напомнав претходно, сите делови од магистралниот гасовод се една целина. Тоа пред се значи покривање на целата територија на Република Македонија со магистрален гасовод. Тоа значи овозможување на пристап на магистралниот гасовод, односно на природниот газ, прво до секое домаќинство, понатака до индустријските објекти, големите потрошувачи и секако до потрошувачи кои го користат како енергент. Тоа е едниот дел од важноста на овој дел од гасоводот. А второ, исто така, гасоводот Штип, Струмица, Гевгелија представува интерконективен вод, интерконекција помеѓу Македонија и Грција, Штип, Неа Месемрија. Тоа е местото на приклучок во Република Грција, каде што нашиот национален гасовод се спојува со нивниот национален гасовод. Пред неколку месеци подпишавте договор со грчкиот систем оператор за пренос на газ Десва и што всушност вклучува овој меморандум? Така. Тој меморандум вклучува заедничка соработка околу изградба на овој интерконективен вод. Значи, кажав Штип, Неа Месемрија. Натре се предвидени кои се наредни чекори кои се потребни да се стигне до изградба на овој објект. Исто така е важно, пошто станува збор за интерконекција, тоа се проекти кои поминуваат низ повеќе филтри од меѓународните институции, односно од европските институции за поврзување на две држави. Точно тоа е патот за да стигнеме до и физички до изградба, но да ги добиеме и сите потребни документи за поврзување на двете држави. Она што верувам дека ќе ги интересира нашите гледачи и секако е интересно за овој регион е прашањето кога гасот ќе стигне на југоистокот. Па кажав, Штип е веќе поврзан на магистралниот гасовод. Се очекува наредните 2 до 3 месеци да завршат сите проби со системот на пренос, заполнување со природен газ и да започне функционирање, односно да ги обезбедиме првите потрошувачи. Тоа значи веќе во овој дел на Македонија веќе гасот ќе биде присутен за неколку месеци. Исто така, изградбата на гасоводот до Штип овозможува продолжување, како што рековме, према Битола и продолжување на кракот према Радовиш, Струмица, Гевгелија, Богданци и така натака и поврзување со Грција. Што значи етапно стигнуваме до наредниот чекор, а тоа е веќе изградба на гасоводот према Грција. Така. Следно што е исто така значајно за граѓаните е дали гасот ќе има конкурентна и достапна цена. Токму тоа е и целата идеја на гасификација на државата. Бидејќи со природниот газ, ние на пазарот на енергија во Македонија воведуваме уште еден енергенс. Тоа значи без разлика колку има, дали е тоа струјата, дали е тоа јаглен, нафта, мазут, дури и дрвата,
покрај тој избор што ги има секое домаќинство или не знам индустријски објект, сега има уште еден енергенс кој конкурира. Секако пресметката и анализата покажува дека ќе биде итекако конкурентен. Односно, може да се очекува смалување на трошоците во однос на енергетскиот сектор. Така, еве, кога спомнавме веќе за кога ќе пристигне гасот на југоистокот, што тоа ќе овозможи за граѓаните, освен што ќе имаат можност, нели, да се приклучат за поевтина цена, што всушност се ќе овозможи гасот? Вака сега, има неколку сегменти што се важни од добивките на природниот газ. Морам да спомнам прво финансискиот сегмент, второ екологијата, односно можам да кажам слободно прво, и секако уште еден сегмент во енергетските биланси на државата. Се гледа дека секоја година вкупниот енергетски обем на државата се зголемува за 2, 3, дури 5%, па и во години во кои има значителни кризи. Тоа значи Македонија во наредниот период на наредните 10-20 години секако се очекува зголемување на потрошувачката на енергија. А од друга страна ресурсите во Македонија се релативно ограничени. И се ако имаме можност за увоз на еден енергенс, како што се покажа струјата, се доаѓа до моменти кога имаме големи разлики, односно големи вредности на цената на енергенсот, а со природниот газ ќе се овозможи и дополнителна конкуренција. Тоа значи, ќе избирате тоа што е поевтино, тоа ќе го користите. А секако гасот во перспектива ќе овозможи цената да биде итекако конкурентна. Причината не е кај нас, причината е во огромните резерви на природен газ, што на жалост ги нема во Македонија, но го има во неколку држави во светот, пред се Русија, Ирак, Иран, Азербејџан и уште неколку држави кои го имат како големи количини и секако нивната желба да тој го изнесат на пазар, да го продадат. А за да може да го продадат, мора да бидат конкурентни во цена. Исто така има уште еден елемент кој е дополнително на наредните 10-15 години ќе ја смали цената на природниот газ, и тоа што во производните процеси на неколку држави во светот, пред се Соединетите американски држави и Австралија, се јавува како производ, дополнителен производ при производство на нафта од шкрилци. Секако на пазарот потешко, но пополека и тој газ доаѓа во Европа и се очекува дополнително да ја намали цената на природниот газ. Така. Дали веќе има интерес за приклучување на гасоводот и каде еве да речеме има најголема заинтересираност? Па морам да кажам по трасата по која го градиме гасоводот, тоа е Куманово, Штип, веќе Штип има интерес од првите индустријски потрошувачи, има исто така интерес од индустријската зона, која веќе е предвидена до крајот на година исто така да биде поврзана и да биде потрошувач. Значи, компаниите кои се таму, веќе со нашите преговори, веќе една година преговараме за моментот на поврзување. Втор сегмент е домаќинствата. Очекуваме во наредниот период релативно доста брзо да започне и процесот на гасификација, односно на дистрибуција на целата држава. Значи, обичниот граѓанин веќе го очекува, особено кажав како што и да гасоводов, вниманието се повеќе се префала на природниот газ. И исто така се покажа дека доста индустријски објекти, пред се кажав во Штипскиот регион, исто така многу не изненади позитивно делот што е на потрошувачка во индустријски објекти во Кавадарци. Се појавува неколку доста тестина потрошувачи кои желно го очекуваат гасот и веќе во нивниот производен процес припремаат сегменти кои гасификацијата побрзо ќе ја спроведат и се појавија 3 или 4 доста големи потрошувачи кои кај нив дополнително ќе намали цената на нивниот производ, што значи многу поконкурентни на веќе строгите светски пазарни цени. И исто така, пошто нареден град за гасификација е Прилеп, исто така во анализата со 10 на 20 поголеми потенцијални потрошувачи израдија спремност да веднаш кога гасот ќе стигне на граница со нивните компании, да се приклучат на природен газ. Така. Секако означени се бенефитите, па еве кажете ни кои се придобивките од гасоводот? Кажам неколку сегменти. Прво се покрива празнината од енергија во државата се покрива со природен газ. Второ, еколошки
Иначе природниот газ како второ име го има сино гориво. Тоа е благородно гориво затоа што нема загадување на човековата околина. Може слободно да го користите, слободно употребувате во било какви објекти, во опрема која е софистицирана, квалитетна, но и во обична опрема која не е многу скапа. На крај продуктот е комплетна заштита на животната средина и секако третиот елемент тоа е цената. Една споредба. Природниот газ го има и во струмица. Неговата цена према ова што можев да го видам во дневниците се движи некаде околу 30, 32, 33 денари по 1 метро кубно. Цената на природниот газ секако, кога ќе се доближи магистралниот гасовод, ќе биде доста пониска. Значи, наши пресмети и очекувања е дека тоа ќе биде најмалце 7-8 до 10 денари, значи 30 до 40% поевтина енергија, и секако во споредба со другите енергенции се доаѓа веќе на граница, многу е поевтино од електричната енергија, на граница дури и од оние кои ние ги сметаме на ефтини во Македонија, тоа е дрвото. Што значи, во еден добар, со едно добро планирање, наредните 2, 3, 4 години и со зголемување на потребувачката на природниот газ во Македонија, дополнително може да се очекува и смалување на неговата цена. Што значи, ќе биде доста конкурентен скоро на сите енергенци кои се присутни на пазарот во Македонија. Неизбежно е да се спомне и значењето за економијата воопшто. Дали значи дека изградбата на гасоводот е дополнителен ангажман на домашни компании, работна сила и слично? Во однос на ова прашање има два сегменти. Прво, тоа што е поевтин како енергенс овозможува компаниите да производат продукт кој е поевтин по цена. Предходно спомнав, конкуренцијата е многу строга. Значи имате земји кои производуваат ефтини производи, ефтина работна сила, и кога одите на пазарот, многу е мала разликата која вас ве прави или победник, или компанија која не го добувате бизнисот. Секако, гасот ќе возможи таа мала разлика да биде уште во корист на нашите компании. Значи, очекуваме тука да нашите компании бидат по-доминантни во трката за својот пазар, тоа е едниот дел, а второ, секако гасот овозможува и нови вработувања. Прво, ево изградбата, значи ние сега сме во изградба на околу 270 километри магистрален гасовод. Тоа е потегот од Куманово, Штип, Кавадарци, Прилеп, Битола и проектот Скопје, Тетово, Гостивар. Значи, тој покрива веќе вклучување на македонски компании во обем на преку 300-400 вработени. Понатака, со доизградба на целата гасоводна мрежа се очекува дополнително ангажирање на компании кои ќе бидат вклучени во овој бизнис. Секако тоа е постапка која е јавна постапка, отворена постапка која има можност секој да конкурира, но веруваме дека доста македонски компании исто така и во наредниот период ќе добијат можност да се вклучат во изградбата. Тоа е првиот сегмент. Вториот сегмент, кога гасоводот ќе биде изграден, неговата употреба. Тама е потребна комплетна екипа за управување на системот, за одржување на системот, за надградување на системот. Тоа е дополнителни вработувања. И трето е сегментот на употреба. Значи, таму кај што доаѓа гасот, треба да има, не знам, мрежа за поврзување, како што е кај вас електриката дома, водоводот, исто така и гасоводот си зазема еден сегмент на нови вработувања. Исклучително голем број. И секако, ова не е одземање на вредноста од друг пазар, подавање на тие вработени на нивниот прилив на средства од друго место, туку самиот газ, во самата цена во која се рачуна дека е конкурентна, натреблегува и трошокот за македонските вработници. Ке значи ли гасот поголема конкуренција и пониски цени на енергенсите? Да, тоа претходно неколку пати го елаборирав, кажав и зошто. Значи се очекува директно намалување на цената на енергенсите и голема конкуренција. Така, спомнавте и предходно за дека е важно заштитата на животната средина, па еве кажете ни колкаво е еколошкото значење? Еколошкото значење. Во последниве 3-4 години сведоци сме на затварање на најголемите, на 3 и 4 најголеми рудници на јаглен во Европа. Јагленот е можда ефтин за државите кои го имаат, но носи дополнително и текако големо оптеретување за делот кој мора да го имаат во однос на заштита на животната средина.
последниве 10 години и те како се зголемија условите за заштита на животна средина. Тие се веќе во рамките на производни капацитети кои всушност и немаат загадување, но тоа значи висока цена. Токму поради високата цена се намалува производството на јаглен, атомската енергија се покажа дека е доста еколошки добра кога работи добро системот, но било каков инцидент, тоа значи огромна штета на животна средина, што се покажа со инцидентите што ги имавме во Чернобил, во Јапонија, и како последица на тоа, веќе имате затварање на огромен број на електрани во Европа кои работат на атомска енергија. Што значи нареден енергенс кој е еколошки исправен и може да се употребува, односно не нареден, туку прв е природниот газ. Така. Господине Миладинов, јас ви благодарам за одвоеното време и за вашето денешно гостување. Благодарам за поканата. Очекуваме магистралниот гасовод од Штип Струмица Гевгелија да започне со изградба некаде кон крајот на ова година, така да очекуваме да не поканите повторно на гости. Секако ви благодарам. Благодарам и вас. Почитувани гледачи, ви благодарам за вниманието со кое не следевте. Се гледаме повторно во наредното издание. Пријатен ден.